Законот за високо образование наскоро влегува во собраниска процедура, откако се очекува да помине на владина седница. Министерката Весна Јаневска вели дека законот во моментов е во фаза на детална правна проверка, а законското решение е резултат на транспарентен процес што траел повеќе од една година и вклучил консултации од сите засегнати страни. Јаневска ги отфрли како неосновани тврдењата дека законот ќе наруши автономијата на универзитетите и ќе создаде нееднаквост меѓу студентите. Воедно повика законите од сферата на образованието да не бидат предмет на политички пресметки, туку да добијат поширока поддршка со цел да се унапреди високото образование, чиј квалитет според неа значително опаднал по законското решение од 2018 година. Со овој закон и негова доследна примена ќе спречиме понатомошен пат на квалитетот на високото образование и на среден рок целосно ќе го промениме правецот. Државата ќе ги обезбеди сите неопходни услови за имплементација. Според премиерот Христијан Мицкоски, новиот закон треба да стави крај на долгогодишните слабости во високообразовниот систем и да го подобри неговиот квалитет преку поголеми вложувања, стимулирање на научната работа и создавање услови младите да останат и да се развиваат во земјата. Мора да понудиме квалитет, ако сакаме да имаме генерации кои што утре ќе водат оваа држава. Со импровизирање и со адхок решенија или решенија кои што се креирани само за една мала група на луѓе, не можеме да одиме напред. Законот го поздравија и 7 ректори од државните универзитети, кои меѓу другото очекуваат тој да овозможи целосна финансиска автономија на универзитетите, но и повеќе практична настава. Да работиме на подобрување на квалитетот, да бидеме отчетни и да одговориме на она што се очекува од нас, да дадеме квалитетни знаења на нашите студенти. Ние како академска заедница да не се стремиме кон комфор или пониски стандарди, туку да бараме систем кој ќе ни овозможи да ги поддржиме, да ги оствариме и највисоките стандарди и барања. На поголема инклузија на националното студентско тело, како и на поголема внимателност во финансирањето во високото образование, повика студентскиот представник Александар Николовски. И сметам дека од сега натаму, како влада, како представници на граѓанскиот сектор, сите ние треба да размислуваме за реформи, а не за решавање на проблеми, посебно во делот на функционалност на високото образование, односно вложувања. Николовски побара владата да го разгледа проблемот со грејењето на педагошкиот факултет во Битола, каде зимава немало настава, бидејќи немало парно, како и фактот што студентите од медицинскиот факултет во Штип оделе на пракса во Скопје, бидејќи клиничката болница не била изградена.